Денес имавме состанок со групата на доктори кој што беше испратена на едукација во странство, овде кај општата болница во Струмица. Беа испратени на едукација во соседна Бугарија, во Токуда, во Србија исто така, во клиничкиот центар во Београд и во Флоренс Најтингел во Истанбул, во Турција. Од она што можев да го забележаме дека едукацијата е многу корисна, дека научиле методи кои што ги применуваат во секојдневната работа во општата болница во Струмица. Тоа им помага во работата, помагаат на пациентите. Исто така е за мене битно и значајно тоа што докторите си имаат поврзано со нивни колеги во странство, во тие институции, реномирани здравствени институции. Она што денеска го договоривме и кое што го разговаравме да се обидеме тие од некои од професорите или докторите со кои што таму соработувале да почнат да доаѓаат тука, да почнат да ги работат тие методи, особено во хирургијата, затоа што секогаш кога се почнува некоја метода потребно е да има ментор, некој кој што ќе помогне на почеток да стартува целата работа. Така да, вака во неколку зборови сум многу задоволен од она што го слушнав, од впечатоците кои што ги имаат од нивната едукација и од полезноста на едукацијата во нивната секојдневна работа и секојдневно функционирање. Тоа многу ќе помогне и за реномето на болницата, за подигнувањето на квалитетот на здравствените услуги, но она што е најбитно за нас, помага на пациентите. Имни специализации? Дадовме ние специализации, имавме тука 9 доктори се вработи, имаме 10 специализации како што сум информиран и во септември планирам да имаме уште еден турнус на специализации на медицинскиот факултет во Скопје. Идејата е сите што немале можност досега да специализираат да им се даде таа можност. Што е со патолошка подобра? На патологија вработивме една докторка која што година и пол е веќе на специализација. Денеска имавме состанок, имавме и патолози и од Скопје. Се договоривме да веднаш продолжи со специализацијата во Скопје, да биде преземена, практично трансформирана специализацијата од приватна во државна специализација. Тоа е солиден доктор, очекувам дека по завршувањето на специализацијата комплетно ќе може да се покрие целото ова подрачје. Самото оделение ќе биде повторно? Оделението за патологија е проблематично на аспект на апаратурата која што ја има. И ние планираме во овој период, додека трае едукацијата, односно специализацијата на докторката во Скопје, да се преземат сите потребни мерки за набавка на таа опрема која што е потребна. Ќе бидат потребни некаде околу 50.000 евра, за да се опреми со опремата која што е потребна за овој обем на работа тука. Имаме околу 900 операции овдека во Струмица годишно, планираме тој број да се зголеми, целиот тој оперативен материјал треба да биде доставен до патологија за испитување, има и цитолошки испитувања кои што треба да се работат, пап тестови и така натаму. Така да од тој аспект планираме во овие 2,5 или 3 години додека трае специализацијата да го опремеме комплетно ова патолошко оделение и Струмица во тој дел да биде еден регионален центар, имајќи предвид дека кон општата болница во Струмица гравитираат некаде околу 220.000 граѓани, многу е потребно да има и вакво патолошко оделение. Па и добри и лоши работи. Не можам да кажам дека е се во најдобар ред, но исто така не можам да кажам дека и се е лошо. Има ентузијазам, има посветеност на докторите и на менеджерскиот тим, тоа е она што навистина го ценам, и има желба да се унапредуваат работите. И еден добар дел од работите во овие 3 дена ги средивме. И од организацијски аспект, но и од аспект на препораки кои што ги даваа професорите од клиниката во Скопје. Нормално имаше определени забелешки, некои беа во делот на педиатријата, потоа ги расчистивме како сомнежи, меѓутоа во секој случај е добро да се разговара за тие проблеми. Се најде решение, се најде солуција околу терапија која што се ординира и начинот на кој што се применуваат примената или непримената на упатствата и така натаму. Во секој случај има и добри и позитивни искуства кои што ќе произлезат од ова. Например, се договоривме за педиатрија, имајќи предвид дека е прилично вака дефицитарно. Има само 3 педиатри во општата болница во Струмица, тоа е недоволен број.
да во наредна година дена 3 пати неделно доаѓа педијатар од клиниката од Скопје и заедно со колегите од Струмица работи на оделението за педијатрија. Им ќе пренесува знаење и искуство, им ќе помага во секојдневната работа. Тој дефицит ќе го на еден начин ќе го решиме како проблем, и ќе дава здравствени услуги, дека ќе помага на пациентите. Така да тоа е една од првите работи кои што ги преземавме и многу брзо тоа ќе биде направено. Исто така и договоривме да пратиме неколку сестри од педијатриското оделение на едукација на детската клиника за некои методи кои што не се работат тука. Исто така ќе помогне и тоа во третирањето на дечињата кои што имаат потреба од ваква нега. Така да од повеќе вака аспекти имаме работи кои што ќе ги промениме или кои што веќе тргнаа на подобро. Од тој аспект можам да оценам дека досега е успешна посетата која што имаме. Мислам дека ќе бидат задоволни и лекарите, но што е најбитно ќе бидат задоволни пациентите затоа што ќе имаат повисоко ниво на здравствена заштита.